Струмичани имаа можност преку презентацијата во Центарот за култура да се запознаат со проектот Купи куќа, купи стан, условите кои се нудат за купување нов дом, пред се за млади брачни парови. Представници од градежни компании и од банки, вклучени во реализацијата на проектот, ги објаснуваа можностите и условите за купување стан или куќа преку проектот. Додека вториот модел или втората опција се состои од субвенционирање на дел од учеството на стамбениот кредит и тоа субвенционирање на половина од учеството на стамбениот кредит при купување на куќа или субвенционирање на 75% од учеството на стамбениот кредит при купување на половина од учеството при купување на стан и 75% од учеството на стамбениот кредит при купување на куќа. Со тоа што вкупниот износ на кредит со кој што може да се аплицира за учество во овој проект мора да изнесува до 50.000 евра. Доколку стамбениот кредит е поголем од 50.000 евра, например кредитобарателот сака да земе кредит од 60.000 евра, тогаш се субвенционира само износот до 50.000 евра. Разликата над овој износ не е предмет на субвенционирање. Според граѓаните кои беа присутни на презентацијата, овој проект нуди решенија за решавање на стамбеното прашање на младите брачни парови. Овој проект јас мислам дека одличен за сите што сака да си купат некој стан или ново место за живење и треба да ги искористат сите можности, дали преку субвенционирање на рата или на учеството. Значи, мислам дека е многу добра основа за да се младите и било кои што немат свој дом да си го решат стамбеното прашање. Сме заинтересирани, а и да се информираме. Разговарах тук и со некои банкари, така мислам че стварно има услови. Во проектот на владата свој интерес најдоа и градежните компании. Овој проект за градежните компании, значи како нашата, придонесе многу бидејќи ние како компанија сме многу задоволни од овој проект, бидејќи ни отвори повеќе клиенти некои кои што нема, сега има да си припуштат нов дом. Поддршката се состои од доделување субвенции, неповратни средства за исплатба на стамбен кредит и може да достигне до 14.000 евра, во зависност од моделот кој ќе го изберат граѓаните.